Околу 40.000 деца во државата немаат компјутери и не можат да ја следат онлайн наставата, а проблемите од различна природа се многубројни. Ситуацијата со коронавирусот создаде сериозни проблеми кај ученици, наставници, родители и во самиот образовен процес. Ова е Нуслихан, едно од 9 деца во семејството Реджепи од Шуто Ризари, е единствена од нив која има желба да учи. Одлична ученичка е, но не може да ја следи наставата, бидејќи нема компјутер. Се надевала на донација, но вели, иако била на списокот, лаптоп не добила. Сакам да учам, да следам настава, не знам како. Само ми треба да ми помага за да учам онлайн, друго ништо не барам. Ова е куќата во која што живее 11 членото семејство кое се издржува со собирање на пластични шишиња, во сиромаштија и без основни услови за живот. Незината постара сестра Љузиме бара одговор зошто Нуслихан не добила донација. Причината не ја знам зошто, па затоа лично сега сакам да ми одговорат зошто тоа е така, бидејќи како што може да видите, ние немаме услови за да некако сестра ми да ја следи наставата. Во општината вела дека донацијата е од детско село и е ограничена, но во тек се преговори со странски амбасади, фондации, невладини организации за да се обезбедат таблети за сите деца. Невладината организација СОС Детско село исто така побара соработка со нас, со општината, поточно и со мене. Двете основни училишта требаше да набават листи на 10 ромски семејства и ученици кои навистина имаат потреба од лаптопи. Во тек е селекцијата, значи доставени се листите, ќе се направи интервју со тие семејства и родители за да имат и они барем некое основно познавање за управување со лаптоп и тие лаптопи ќе бидат доделени за вкупно 12 семејства. Вкупно 242 ученици во основното училиште 26 јули, каде што учи Нуслихан, немаат компјутери или таблети да следат настава и заедно со општината се трудат да обезбедат донации. Часовите онлайн настава се одржуваат, меѓутоа со потешкоти со оглед на средината во која се наоѓаме, имаме бројни проблеми. Најчестите проблеми се што учениците, голем број од учениците немаат соодветна IT опрема. Во оваа учебна година се уште немаме добиено донација од општината или Министерство за образование. Сме во преговори со СОС, но се уште немаме добиено донација. И во училиштето браќа Рамис и Хамист од март до сега обезбедиле 320 таблети, но уште 650 ученици не можат да следат онлайн настава. Се уште имаме проблем, затоа што многу од семејствата немаат паметни уреди или пак интернет во моментот и периодот наназад. Заедно со општината работиме на подготвување на проекти и аплицираме на разни повици. Очекуваме дека и донаторите ќе имаат слух, бидејќи во нашата општина родителите знаеме каква им е социјалната положба. Општината Шуто Ризари е една од најзагрозените поради високиот степен на сиромаштија, каде што не само што немаат компјутери, најчесто немаат и интернет, а многу семејства ниту струја. Токму затоа и ја посетивме. Но и многу семејства низ целата земја се соочуваат со проблеми, се задолжуваат со кредити за да им купат компјутери на своите деца, а тие што не можат да си го дозволат тоа, нивните деца се служат со материјали што им ги праќаат наставниците. Разговаравме со многу од нив, но не сакаат да зборуваат јавно за децата да не бидат изложени на подсмев од соучениците. Многу родители се срамат да кажат дека нивните деца немаат компјутери или пак немаат интернет, позајмуваат или пак воопшто немаат можност да ја следат на ваков начин онлайн наставата. Во ситуација кога стапката на сиромаштија се зголемува поради состојбата со пандемијата со коронавирусот, одговорните власти треба да обезбедат основни услови за живеачка, а тука спаѓа и правото на образование, односно ваквиот тип на настава.
Најчести проблеми со кои се соочуваат се слаб интернет во некои училишта и губење на часови поради тоа. Следењето преку телефон често е проблематично. Некои наставници тешко се снаоѓаат со техничкиот дел. Многу деца имаат проблеми со вклучувања. Недостиг на простории во домот околку се повеќе деца, зголемени трошоци за струја, а најмногу за купување на нови компјутери или телефони. Ружица Николов, самохрана мајка од Велес вели: очајна и лута сум. До минатата година грее во една соба. Сега морам да купам печка на струја и за другата соба. Тоа се огромни трошоци за мене. Децата, едно во средно училиште следи настава на лаптоп, второто е пето оделение и е на телефон. Поразително е што компјутерите како алатка за работа се недостижни за 40.000 деца. Нема ништо од проектот компјутер за секое дете од претходната власт, а сега државата не е во можност да обезбеди компјутери за сите деца. Министерката за образование Мила Царовска вели дека за тие што не можат да следат онлайн настава, предвидени се видеа на националната телевизија на македонски и албански јазик, како и пишани материјали, а периодично ќе биде оценувано нивното знаење. На почетокот почнавме со некаде 80% од корисниците во делот за двонасочна комуникација наставници и ученици да ја имплементираат и да следат дневно настава. Сега се зголемува над 85-86, зависи кој ден како, но во најголем дел од државата имаме непречена комуникација помеѓу наставник и ученик во онлайн учењето. Секако дека постојат предизвици во делот на обезбедување на техничка опрема за сите ученици во државата и интернет пристап кај дел од наставниците. Тоа се надминува тековно, но секако дека нема 100% да се обезбедат ниту компјутери, ниту пристап до интернет, посебно за сите ученици. Затоа што во нашата држава повеќе од 40.000 деца е проценето дека нема да може да имаат пристап до IT опрема. Значи нема можност да се обезбедат компјутери или таблети за деца. Се размислува во овој момент, видете, ние обезбедуваме тековно, има многу донации кои што стигнуваат по 100, по 200 лаптопи, компјутери. Администрацијата сега проверува што се има во свој капацитет за да дистрибуираме. Но 40.000 е бројка. Дури на регионално ниво да се набават е невозможно во овој период. Така да сметам дека тоа тековно ќе оди и нема да превземаме зала кој што е невозможен да се соџвака. Туку ќе одиме чекор по чекор. Она кој што сега може да го обезбедиме, ќе го обезбедиме. Дигитализацијата не застанува со ковид. Дигитализацијата е процес кој што трае и државата треба да е припремена. Сепак ние сме земја во развој. Во ваква ситуација, единствен спас се донациите. Борче Стаменов во својот дом во Кавадарци склопува стари компјутери за деца од сиромашни семејства. Досега донирал вкупно 400 компјутери, 100 во претходните 3 години, а во последната со појавата на коронавирусот дури 300 компјутери. За да добие компјутер, потребно ми е било каква потврда дека семејството е социјално загрозено, потврда од социјално за социјална помош, самохран родител, невработеност и слично. Се донира тоа што има во моментот, компјутер или лаптоп. Се дава еден уред по семејство, не повеќе. Времето на чекање зависи од тоа колку се имаат пријавено претходно и колку донации имам на располагање, но не повеќе од 2 недели. Побарувачката е зголемена со појавата на коронавирусот, вели Стаменов. Издруженијето Проект Среќа, предводено од Кристина Арнаудова, помага на децата со социјален ризик и овој период се насочени кон донации на компјутери. Во овој период, заедно со Донирај компјутер, односно Борче од Кавадарци, кој што сите веќе го знаеме, со негова поддршка, но и со поддршка од нашите донатори по физички лица, компании и така натаму, обезбедивме околу 60 лаптопи и компјутери и во следниот период мислам дека ќе обезбедиме уште да кажам уште 70. Но тоа не е таа бројка која што нас не треба. Во моментот на листа кај нас чекаат, имаат потреба уште 300 деца. Тоа се 300 деца кои што ние ги знаеме, а уште колку не ги знаеме е прашање. Проблеми имаат и децата со попреченост. Тие или немаат асистенти, или ако ги имаат, се со договор од општината само за онлайн присуство, што не им е од корист на децата. Деница Велковска, мајката на Јане, кој има спинална мускулна атрофија, вели дека тој наставата ја следи со помош на асистент кој сами го обезбедиле.
Асистентите ни се нас голем проблем во оваа ситуација. Предпоставам дека кај другите деца, еве да не зборувам за Јане нема проблем со асистивните уреди, ама имаше многу деца кои што користеа и уреди кои што беа обезбедени во училиште, за училиштето, а тие сега не може да ги пренесат дома. Јас не сум сигурна како тие се снаоѓаат, за да може да ја следат наставата. Онлайн наставата им создаде сериозни главоболки на многу родители, разочарување кај децата кои немаат пристап до образование на ваков начин, насмевки кај тие што имаат добри услови за следење на наставата. Сепак, и во најдобро создадените услови, пропусти и дупки во наставата, во образовниот процес има и ќе има. Едно е сигурно, ситуацијата со коронавирусот и во образованието ќе остави длабок трак. Господин амбасадоре, кои се проблемите со кои се соочува Франција во време на коронакризата? Et qui a donné lieu en particulier pour les catégories les plus fragiles à une sorte de déscolarisation ou ce que nous avons appelé le décrochage scolaire. Et il y avait un risque qui a été très bien mesuré par les enseignants, par les parents aussi, qui se sont trouvés face à des tâches d'accompagnement de l'enseignement auquel ils n'étaient pas toujours préparés. Et donc, nous nous sommes trouvés confrontés à une situation qui risquait de souligner énormément les inégalités scolaires et dans certains domaines aussi l'enseignement professionnel. Cela relevait de la gageure de devoir faire un enseignement à distance. Et d'autre part, pour les matières plus abstraites, pour des publics qui avaient des difficultés, cela a donné lieu, bien sûr, à des démobilisations des élèves et qui étaient dangereuses pour l'avenir. Donc on a tiré un bilan. On a tiré un bilan qui a permis peut-être d'avoir une vision plus apaisée de la transmission par les enfants, avec des idées qui, certes, ne laissent pas penser que la transmission est absente, mais qui ont permis de quantifier les choses de façon plus raisonnable. Et le deuxième point a été de tirer les conséquences en termes d'enseignement à distance. Bien sûr, il faut garder cette arme, mais il faut la calibrer, il faut préparer les choses et il faut essayer de trouver un système qui, bien sûr, ne perturbe pas l'appareil économique, car nous avons besoin d'un appareil économique qui fonctionne, mais aussi un appareil scolaire et pédagogique dont on a besoin du maintien pour les générations qui suivent. Donc le gouvernement s'est lancé dans une adaptation, dans une discussion aussi très forte avec les personnels scolaires, avec aussi les représentants des régions et des communes pour préparer cette rentrée scolaire. Кои се решенијата кои ги презема Франција во овој момент? Alors, la première solution et la première conclusion qui a été tirée, c'est d'essayer d'avoir une rentrée scolaire aussi normale que possible. Et à la fin de l'été, où les chiffres globaux pour la France n'étaient pas trop mauvais, il a été donc décidé de lancer une rentrée scolaire quasi normale pour le primaire, le secondaire et le collège et les lycées, et de laisser aux universités, puisque là on a plutôt affaire à des jeunes adultes, de leur laisser l'appréciation des mesures à prendre. Donc dans le premier cas, pour tout ce qui est en dessous du système universitaire, la rentrée s'est passée dans des conditions
quasi normale, avec bien sûr des précautions supplémentaires, c'est-à-dire mise à disposition de gel, nettoyage supplémentaire dans les locaux, précautions aussi autant que possible pour les cantines scolaires, et aussi port du masque pour les collèges et les lycées, les élèves du primaire étant, eux, dispensés compte tenu des recommandations sanitaires qui ont été faites. Dans le domaine de l'université, cela s'est passé selon des méthodes un peu différentes, avec un espacement autant que possible des étudiants, avec un port du masque et un cocktail, si l'on peut dire, de présentiel et d'enseignement à distance qui avait été largement pratiqué dans les derniers mois. Un maintien autant que possible du présentiel, mais qui pourrait être assorti de mesures à distance et d'utilisation de la télévision, mais aussi avec la réflexion sur un encadrement très fort ou le plus fort possible de la part des professeurs, en particulier à travers les devoirs et un suivi donc qui serait donné pour éviter le décrochage. Et en cas de difficultés plus grandes encore, il y aurait une augmentation de l'utilisation des moyens audiovisuels et à distance, mais en essayant, encore une fois, de préserver un suivi personnalisé des élèves et autant que possible des clauses de rendez-vous en présentiel, car cela apparaît comme quelque chose de tout à fait utile et nécessaire. Alors, la situation est très évolutive. Бюрото за образование е креатор на политиките во образованието. Кои се најголемите проблеми во корона кризата, односно трансформација на образованието во онлайн? Значи, главниот проблем кај нас и во светот беше прво како да продолжиме да функционираме во тие новонастанати услови и изминатиот период работиме цело време на надминување на тие проблеми кои што ги детектиравме и кои што се појавија. Пред се тоа беше недостигот на стратешки и на нормативни документи со кои што се регулира образованието на далечина и непостоењето на еден стандардизиран приод во негова реализација. Добро, кој требаше тоа да го подготви? Тие стратешки документи, таа стандардизирана настава? Не се работи толку за стандардизирана настава, туку и самите закони за основно и средно образование не предвидуваа настава од далечина, ниту пак до сега имало некаква концепција за образование на далечина. Сите досегашни решенија наши главно биле насочени кон тоа како да вклучиме информатичка технологија во наставата, меѓутоа некако систем. Кој тоа требало да го стори? Па значи требало да има визија и требало со претходните реформи или со реформите кои што се одвивале во образованието да се предвиди и ваква ситуација на еден комбиниран пристап на реализирање на настава која што би се одвивала и во училиште и преку некоја платформа. Бюрото за образование требало ли да препорача ваков тип на настава претходно, значи пред корона кризата? Па не е само Бюрото за развој, значи тоа е генерално на образовната политика на една држава која што се води, на сите чинители. Тоа не ви кажав, постојат стратешки документи, меѓутоа тие главно парцијално го решаваат тој проблем. Тоа не било направено во изминатите години, односно децении. Да, концепцијата за учење на далечина е изработена летоска, значи од периодот од кога почна кризата се работеше и се донесе некаде во јули месец, врз основа на која што и понатака следеа сите овие активности и подготовки за новата учебна година. Вториот проблем? Како втор проблем може да се каже дека и сите чинители во образованието, почнувајќи од образовните, оние кои што ги носат образовните политики, советниците, понатаму инспекторите, наставниците во училиштата, самите училишта, креаторите практично на образовните политики. Па и оние кои што го реализираат самата настава, да има недостиг на педагошки знаења за реализација на ваков тип на настава од далечинско образование.
што е факт, бидејќи со нова настанатата ситуација, во новите услови, наставниците требаше да преминат од настава во училница во настава од далечина, која што има сосема различно и планирање, различна организација, и тука исто така понатака може да се нова се надоврзува и недостигот на дигитални компетенции кај наставниците, не се доволно обучени за реализација на таков вид настава, на користење на вакви платформи. Зошто не биле обучувани наставниците и овој цел кадар кој го споменавте? Повторно е визијата во прашање. Значи, постоеле обуки, постојат обуки за наставниците кои што биле за користење на дигитални алатки во реализација на наставата, меѓутоа ви кажав повторно, ова е сосема нешто различно од да реализирате наставна програма во училница и да користите дигитални алатки и да се префрлите целосно на една платформа каде што преку неја ќе реализирате настава. И уште еден проблем кој што се појавува, тоа е со недостигот на опрема во училиштата, покриеноста на интернет, не само на училиштата, туку и бидејќи се бараше образование на далечина и кај семејствата на учениците. Која е бројката на учениците кои немаат компјутери? Таква бројка во бирото не може да ви кажам, бидејќи не сме надлежни за тоа, најдобро е во Министерството за образование. Меѓутоа ние превземаме мерки со тоа што и за оние ученици кои што немаат интернет и кои што не се приклучени на националната платформа која што веќе почнали да функционира, како да се обезбеди настави, како да имаат пристап до содржините кои што се реализираат во училиште. Да, вие немате бројка за колку ученици немаат компјутери. Како е можно Бирото за образование да нема бројка? Како креатор на политиките? И па токму затоа, значи бирото се работи на стратешки документи, концепцијски документи, наставни планови, наставни програми развива. Како би се правеле програмите и плановите и стратешките документи ако не знаете фактичката состојба во државата? Не, ние знаеме фактичката состојба за едни услови во кои што нормално функционира и се реализира наставата. Во вакви услови спроведовме истражување во текот на летниот период за искуствата на наставниците и со реализација на наставата и со проблемите кои што се соочува, и врз основа на тоа ги градевме сите стратегии како да започне и сите документи како да започне, како да се реализира наставата и учењето во училиштата во оваа учебна година. И врз основа на тоа, значи добивме некакви податоци каде што видовме дека голем број на наставниците, над 50% од наставниците имаат потреба од дополнителни обуки, над 50% од наставниците имаат потреба од опрема. Значи, и врз основа на тоа, во соработка со Министерството, се направија сите подготовки за успешен старт на оваа учебна година. Господине Чешларов, ви благодарам за ова интервју.